Дали општина Куманово располага со капацитета да им понуди поддршка на ранливите категории граѓани од една страна и на оние лица кои доаѓаат од маргинализирани категории, пред се лица со попречено стари лица, потребите се различни, дали имаме капацитет да им понудиме и дали ќе се искористат понудените средства од МТСП? Така, ова е втор повик распишано од страна на Министерството и гледам големо присуство и од страна на секторот при општина Куманово и од страна на граѓанските здруженија кои се длабоко наблезени во ова проблематика. До сега општина Куманово помагаше многу на социјално ранливите категории и маргинализираните категории, меѓутоа мислам дека голем потенцијал има во граѓанските здруженија, во секторот за да се разработи една ваква шема, што повеќе да се дадат социјални услуги на ранливите категории на личности. А како општина лимитирани се општините да даваат одредена поддршка, а Куманово во што се состои поддршката? Значи, освен она што се дава како за дневните центри, дали постои и за стечајците, мислам за превоз и за Има субвенционирање на лица што се од маргинализирана група на граѓани за смети за комунални услуги. Од друга страна, ова година за прв пат се распиша јавен повик за социјални услуги, инклузива како лиценциран давател веќе работи на таа проблематика, се мапират најголемите потреби кои се во општина Куманово и верувам дека во соработка секторот и граѓанските здруженија може да направат добра мапа, односно да имаме добра представа што се најпотребни услуги за социјални потреби, какви услуги треба општина Куманово и да финансира, еве и преку проектот на Министерството, за да може да аплицираме и да добиеме одредени средства. Куманово има потреба и од шелтер центри, од прифатилишта и од згрижување на деца кои се по улица и на изнемоштени лица. Има огромни потреби затоа што станува збор за општина што е најголема, а плюс тој и центар на регионален, североисточниот плански регион.